Рускиот амбасадор во Македонија Олег Шчербак денеска на пресконференција во Скопје ги појасни позициите на неговата земја во врска со аферата Скрипалј и нарушувањето на билатералните односи со Македонија. Русија не добила никаков доказ од македонските власти дека протераниот дипломат се занимавал со дејности кои излегуваат од рамки на дипломатскиот статус или Виенската конвенција, изјави денеска во Скопје амбасадорот Шчербак. Тој го повтори ставот дека одлуката за протерување на руски дипломат од Македонија е неоснована и, цитирам, фактички без преседан за целата историја на билатералните односи меѓу Русија и Македонија, затворен цитат. Москва смета дека овој непријателски чекор бил изведен под влијание од надвор, но таа околност не ги ослободува македонските власти од целата одговорност за последиците по нашите билатерални односи, затворен цитат на амбасадорот. Во продолжение прилогот на колегата Сирачевски. Протерувањето на рускиот дипломат од Македонија е непријателски чин и Русија соодветно ќе одговори на тоа, порача рускиот амбасадор во Македонија Олег Шчербак. Од амбасадата на Русија во Скопје исто така реагираат на тоа што македонското МНР се уште не им ги доставило доказите со кои тврдат дека лицето се занимавало со дејности кои се косат со дипломатскиот статус и Виенската конвенција. Потсетија и дека во првичната информација која пласираше ресорното министерство беше наведено дека единствената причина за протерување на дипломатот е солидарноста кон Велика Британија за случајот Скриптал, а дури следниот ден ја додадоа информацијата за класифицираните информации. С большим сожалением. Со големо жалење забележуваме дека некои држави, меѓу кои и власти на Македонија, се подпаднаа под влијанието на овие непријателски во однос на Русија чекори, повиците да му веруваат на Лондон, сметка на интересите на своите држави, како и на интересите на билатералните односи, донеле избрзана одлука за протерување на нашиот дипломат. Македонската страна не ни обезбеди или не сака да ни обезбеди докази и потврди дека дипломатот кој што се протерува се занимаваше со одредени дејности кои што излегуваат од рамките на дипломатскиот статус. Рускиот амбасадор Шчербак не пропушти прилика да предупреди за евентуалниот влез на земјата во НАТО, укажувајќи на последиците. Порача дека доколку Македонија стане членка на НАТО, таа може да биде и потенцијална мета за напад од страна на Русија. Сепак тврди дека властите во Москва не се мешаат во внатрешната политика која водат властите во Скопје, но предупреди уште еднаш сериозно да размислат за одлуките кои ги носат во врска со атлантските интеграции на земјата. Ние на вашата земја не наметнуваме наши ставови. Не се обидуваме да ви наметнеме со кога да бидете пријатели, со кога да соработувате. Сметаме дека имаме човечки долг на нашите македонски пријатели да им објаснуваме дека таквите судбински длабински одлуки, каква што е зачленување во агресивен воено-политички блок, треба да се донесуваат по многу прецизно и внимателно размислување за сите последици од таквиот чекор. И додека НАТО и ЕУ интеграциите се дел од програмата на сите политички партии во земјата, сепак рускиот амбасадор покрај образложението зошто смета дека тоа не е добро, реши да ја прокоментира изјавата на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кој рече дека Москва никогаш не била партнер на Македонија и на ВМРО ДПМН, на што Шчербак само кратко рече дека тоа е став на поединци од ВМРО ДПМН, поради кој партијата водела погубни политики и веќе не е дел од власта, но верува дека се уште постојат такви кои сакаат да соработуваат со Русија. И токму тоа е темата за која што ќе разговараме во ова издание на Очи во очи, во кое што ви посакувам добар ден и добре дојде заедно со мене Огнен Јанески. 0260 91924 0260 91925, како и фан страницата на Facebook се можностите за комуникација и кажување на вашите коментари. Добар ден, велам кому? Добар ден на мене. Поздрав до вас, повелете. И добар ден на тебе. Не смееме да се смееме, че не обвинам за злодело. Поверете. Македонија, мислам дека направи огромна грешка со протерување на дипломатите руски. Прво, русите не ни направиле нас ништо, ни па имаат нешто против нас, а ова е се масло, што викаме по старо масло, наговорени од страна на Америка, Енглеска и Европа. Нека си го решава
Америка проблемот со Русија, а не да не и нас зајадува со Русија, затоа што ние немаме ништо, Русија не ни направила. Така да нашите не треба да слушаат од страна никого. Јас можам да кажам дека американците се шпиони, ама тоа треба да го докажеш. Така да и за отровот нема само Русија, тој отров сите го имаат големи сили. Не можеш да обвиниш некого во кого не си сигурен дека тоа го направил. Така да мене многу ми е криво што уместо да стекнуваме пријатели, ние ги одбиваме пријателствата што се нудат. И да Русија е амбасада има тука од 95-та година, не од вчера и порано чак од 95-та. И до сега немало ништо на Русија против Македонија и сега одеднаш да го протераш рускиот дипломат. Тоа не е во ред. И после крив ни е овој, крив ни е оној. Никој не ни е крив, него мозокот наш што не размислува што правиме и какви мерки предузимаме и затоа треба да... Благодарам за јавувањето, истече времето. Ви посакувам убав ден. Дали имаме некој на линија, повелете? Да, Оливерче, добар ден. Да, повелете, добар ден, погласно рече, повелете. Јас сакам исто така да ја подржам господјцова, господјата што се јави. Добро. Апсолутно се слагам со неја. Што имаме ние со енглезите искачат од Европската заедница? Што имаме ние со енглезите? Русите треба да се останат тука и нашиве да го полечат таа нивна одлука која што е донесла на 2-3 русите да ја напуштат Македонија. Срамота. Јас сум член на СДС, ама ќе се откажем од нив ако овака стварно се однесуваат некоректно и неправилно. Да. Дале разбран, јас сметам дека ова е кардинална грешка на господата од власта. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Вака, ја следев целата пресконференција на рускиот амбасадор. Добро. Прво беше на вашата телевизија, потоа кога прекинавте, имаше уште новинарски прашања и на интернет продолжив да ја следам. Воопшто не ми се допаѓаше настапот на рускиот амбасадор од позиција на сила. Се заканува на Македонија. Колку била Русија голема, колку била силна, се тоа во ред. Меѓутоа, ако сите партии и од народот има поддршка за Европа и за НАТО, зошто они сега им текна се противат, ако веќе од 95-та година или не знам кога имаат амбасада кај нас. Во последните неколку години почна они да заземаат страна за оваа или за онаа партија, се со цел за внатрешно разединување на Македонија. Од друга страна, ова нашиве што го протера рускиот амбасадор, ова дипломат, веројатно и заслужија, пошто предходно и од Русија веќе добивме по така супцилна закана за нашиот амбасадор, дека ќе бидеме воена цел ако влеземе во НАТО, пошто НАТО и Русија се непријатели, фактички директно и ние сме непријатели на Русија. Тоа го спомна денеска амбасадорот. Во врска со оваа тема, господинот Арсим Зекули имаше пред неколку дена прекрасна колумна и мислам дека доста ги објасни тие работи, така да јас сум во иста линија со нашиве мислам со Министерството за надворешни работи, веројатно и владата, затоа што Русија има многу добри односи со многу други членки на НАТО. Зошто нас не се заканува сега? Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, истекоа 2 минути. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден имате. Николче Петрески од Кичево. Повелете, Николче, повелете. Благодарам. Потполно се сложувам со последнава господја сега која коментираше. Добро. А не се сложувам нормално со првата и вториот кој бил член наводно од Социјалдемократскиот сојуз. Значи,
Многу добро знаеме дека Русија до ден денес на Македонија никаков помош не и пружи. Наместо земја православна која почитуваше Србија, требаше и нас и грците. Значи нас ништо, само и со црква и со све, ништо повеќе не почини да бидеме починети и под Србија и под сите. Значи како прво Македонија се определи во евроатлантските земји да влезе во Европа, со тоа што сметам дека Америка доволно ни помогна и со кредити, и со финансии, неповратни пари и како заштита на државата. Значи сепак некое добро видовме од страна на американците, од страна на Европа и затоа оваа власт тргна конечно према Европа. Значи онај кој ќе ни излезе во сусрет како мала држава и финансиски и безбедно, значи секоја ќе бидеме со нив. Тоа е факт, нема бегање од тоа, како ќе ни одговара нас така. А русите дали им одговара или не, тоа не е проблем. Јас мислам дека сепак ние нема што ни фата тие замерки, ние сепак можеме да се соработуваме на економски план, значи ние со нив, тие со нас и нема што да ни претат зашто ние не се определи да бидеме член на НАТО и Европската унија. Народот тоа го посакува, гледаме доста, значи сепак има придобивка од тоа, сме заштитени и сметам дека конечно Македонија ќе се одлучи да трне по патот во НАТО и во Европска унија. И како држава заштитени и на економски план да бидеме подобри и побогати. Поздрав и се негово. Поздрав ви до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Види, ова што се кажа мојот од СДСМ. Лаже, тој не е од СДСМ. Видете да ви кажам една работа. Прво човекот е ничи, второ, како и да се кажува некој од каде или зошто е член, тоа не е ничија работа, ниту моја, ниту ваша, ниту пак треба да биде предмет на дискусија. Повелете, кажете си го мислењето. Добро, го познава многу. Неважно е дали го познавате или не, работата како ќе се изрази во јавноста е негова лично. Повелете. Да, друго за русите, ајде нека ни кажат по старите, пошто јас сум 85-6 годишен. Да сте жив и здрав. И вие да сте живи. Благодарам. Така да русите никогаш нас не ни помогна, никога не помогна. На Србија, кога му беше најтешко, не им помогна. Што ќе ни помогна толи нас? Србите ги ставија да гинат, разбеш. И сега ајде ќе трчаме во Русија. Дај Боже да си одиме во Русија, ама тамо друг режим е. Не е така лесно. Толку огнен за сега. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, поздрав до вас, повелете. Благодарам. Вака, ја прво морам да речем дека не треба да се мешаме во работите на Министерството за внатрешни и за надворешни работи, каде со сигурно имаат сознание дека нешто сигурно се случило, дека тој дотичен представник на Руската Федерација наводно привеал некакви податоци. Ние мора тоа да го веруваме, значи и да стоиме за тоа. Меѓутоа, изучи мене, ние треба да се вратиме малку поназад. Каде беа русите да побараат, да ни помогнат и да не излезат од калта. Кога вида дека Западот се заинтересира да го решиме проблемот со името, да го решиме проблемот со влез во НАТО, да решиме проблем со влез во ЕУ, тогаш значи сватија дека стварно значи не губат како партнер, како пријател и како значи земја со која што може да соработува. И се чини дека за нив е сега ова касно, а за нас и се чини дека најголема грешка ќе направиме ако го прекинеме овој процес, бидејќи ние значи навлеговме прилично во овие преговори и на некој начин очекуваме некаков резултат позитивен, мислам, значи да оствариме целта, значи да влеземе во НАТО а после тоа и во ЕУ, и мислам дека сега кога прекинеме ние ќе видиме после ќе ни се ослепат русите, ќе речат што баравте, ојте сега нека ви го решат проблемот Западот, ние не можеме да ви го решаваме тој проблем и на некој начин ние ќе видиме во устата на мечката. Затоа мислам нека нашите представници во власта, оние кои се одговорни и задолжени за надворешната политика, нека најсовесно, најдобро ја сватат ситуацијата и нека овој проблем, значи пред да пресечат, значи нека размислат дека враќање од Западот не смееме да имаме. Мора да одиме со Западот и да го решиме она што треба да го решиме. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Вака, историски гледано,
нашите односи со Русија, значи, не нашите односи, туку односите нивни према нас, се десени уште за време на кога Отоманската империја владеела во овие краишта. Во последниот попис што е вршен на оваа територија, под налог на Русија, а под страф и закана напад врз Турција, значи под налог на Русија, сите името македонци е избришено. Нацијата наша е избришена во пописот, jer не постои македонец во тој попис. Значи, турците морале да не ги избришат по налог на русите. Значи, тоа историски е докажано, мислам го има, и тоа може да се провери многу лесно. Тоа не знам под чиј налог бил, па и русите тоа што го направиле. Тоа е едно. Второ, нашите млади, ако им била толку убава Русија, ќе оделе за Русија, нема да оделе во земјите на Европа и на НАТО. Значи, трето, ако нашите сакаат да гладуваат, нека вртат на кај Русија. Оти таму се знае кој е гладен, кој е наеден. Поише од народот е гладен, ама страф. Втора работа, после војната, Тито беше за врат фатен од русите и затоа се сврте на поинаков начин. И последна работа што сакам да ја кажам. Амбасадорот со неговата своја недипломатска изјава треба да биде повикан во нашето Министерство за надворешни работи и да му се даде. Благодарам за јавувањето, истече времето. Шчербак најави дека Русија нема избрзано да возврати на ваквата одлука на официјално Скопје, туку одговорот, цитирам, ќе биде адекватен и добро промислен од сите страни, затворен цитат. Според Шчербак, во соопштението на Руското Министерство за надворешни работи по средбата на македонскиот амбасадор во Москва Гоце Карајанов со рускиот заменик министер за надворешни работи Александар Грушко немало никаква закана по Македонија. Цитирам, беше изразена нашата загриженост од плановите за вовлекување на Република Македонија во НАТО и беше забележено за негативни последици по регионалната безбедност и нашите билатерални односи. Во овој наш став нема ништо ново. Овој став им беше изнесен повеќе пати на нашите македонски колеги и јас како амбасадор повеќе пати го изнесував овој став досега, вели Шчербак. Продолжува, пропагандистички и фейк се оценките дека тоа биле закани кон Македонија, дополни амбасадорот. Русија останува на ставот дека Македонија не треба да стане членка на НАТО, а позицијата на Москва по ова прашање Шчербак долго ја објаснуваше на пресконференцијата. Меѓу другото, тој аргументираше дека НАТО е остаток од студената војна, затворен цитат, кој на Македонија нема да ја донесе зголемена безбедност и сигурност. Напротив, Шчербак вели дека во случај на воен конфликт Македонија ќе стане легитимна цел за напад од страна на Русија. Отворам цитат. Вие како одговорни граѓани на својата земја треба да размислите за тоа дека по зачленувањето во НАТО земјата ќе стане дел од воената машинерија и доколку се случи агресија против Русија, вие ќе бидете мета на возвратен удар. Дали тоа ви треба вам и на вашите деца? Праша Шчербак. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас и вака би прашал, господине Шчербак, ако бидеме со вас и ако дојде до воен конфликт, дали ние ќе бидеме мета на НАТО? Во секој случај, ние сме во средина и ќе бидеме мета на некој си. Сепак мала сме, не можеме ние да одлучуваме. Меѓутоа, јас се прашувам, еден гледач пред мене праша, колку наши и работат во Москва, колку од Балканот луѓе работат не во Москва, во Русија, или од Грција, или од Србија, или од Босна, или од Бугарија, колку, или сите тежнеат на запад. Сега, најгласни се оние, мене ми е мила Русија. Тоа, апсолутно, како јас исто потекло сме. Сега, најгласни се оние што го бараат потеклото од македонски Александар и не знам кој, тие се најгласни за Русија. Едно време вика дека не сме Словени, сме антички македонци. Па сега тие се најгласни за Русија. Тоа мене ме чуди зошто луѓево се дволични кај нас.
И сега, ајде да видиме, има 1000 години прослава на Охридската архиепископија. Ајде да видиме колку православни цркви ќе дојдат на прославата. Да не се залажуваме дека православието не држи во некаков сојуз. Не, православието не развојува. Досега гледајќи, јас не сум верник, атеист сум, меѓутоа гледајќи како работи православието, повеќе ги разединува народите, повеќе ги раскарува народите, отколку да ги зближува. Затоа јас се залагам кај на црквата малце религиите повеќе да се одвојат од државата, премногу навлегува во државните работи. Така, уште еднаш би прашал некој да ми одговори колку македонци има во Русија, во источните земји, што работат, па ние да тежнееме, ја одма прв ќе трчам, да тежнееме таму према Русија. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, повелете. А ја не знам, кога би ми била мила ова Русија, зошто би барале работа, зошто не би побарале работа, а од една страна се критикува дека нема работници. Има работници во бивша Југославија, имаше Пелагонија, Маврово и така натаму, да ги наредат сите градски фирми. Така да Русија имаше корист од нас. А ние од Русија мислам дека ама апсолутно никаква корист сме немале. И не можеме ние да бидеме нападнати од една светска сила, тоа глупо будалштина ќе биде од Русија да примаме такви закани и да се плашиме дека може да не нападне. Таа ако не нападне Америка или Русија, сигурно дека македонскиот народ нема да постои. Зборам македонскиот народ за граѓаните, да не ме сватат некои неписмени луѓе дека зборам исклучиво за македонци во нација. Значи граѓаните нема да постоиме во Република Македонија. Така. И ја не знам зашто се глупираме вака Русија. Кажете дека Русија прво и основно не ја сака Америка, не ја сака Европа. Па ние наклонети сме биле православни, ај голема работа, мајката. И во Арабија има муслимански земји, па ние треба да гледаме тука нашата држава, не туѓите држави. А се согласувам тоа да имаме пријателство со сите држави. Тој што не сака да ти биде пријател, слободно нека си замина тука. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака се моје мислење. Добро е нешто да кажам, да слушат цела македонска јавност, дека вистината е ова, дека до 1856 година, до Кримската војна, старатели и заштитници на христијанското население, односно на нетурското население, во Турската империја беше Русија. Заштитник 1856. И војната као ја изгубиле, односно побарале мир овие русите и као се рачуна тоа изгубена војна. Меѓутоа до тогаш русите нас не штитеа и по затворите, и по сите права, по сите должини. Тоа е една работа. Друго, покасно околу 1900 година, пред 1900 година, кога веќе знае и русите дека се спрема восстание тука. Наши овдека имаше огромен број кој што се кажува дека се бугари. А тогаш, претходно, односно малку, русите им дадеа држава на бугарите и изгубија 250.000 своји војници за да им дадат држава на бугарите. Али рачунеат дека голем дел од нашето население се изјаснува бугари. Тоа не смееме да заборавиме. Иако си беа македонци, ама влечеа кон Бугарија. И ги кажа на нашите им кажувале лично, тоа го пишува и Мизирков. Немојте да кревате во стание, бидејќи спремаме за вас реформи. И реформите се пуштија и така натаму и така натаму. Нашите кренаа во стание, што не беше по терк на Русија. Меѓутоа денеска ние, јас воопшто не се слагам со тоа да е на Македонија сега крева рака или нога на Русија. Ова значи многу, премногу. Претерано е. Претерано. Ова не смееше ни нас од некој да помисли вакво нешто. Една земја, веле сила која што не само што сме доста блиски, туку
Русија, замислите сега, некој ја протерува Русија. Кој Македонија? Истече времето, ви благодарам. Режија, внимавајте на тајмерот. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. Се чудам на луѓево, устари сам се чудам. Добро. Зашто викаме Русија, Русија, Русија? Што добиваме ако се зајавиме со Русија? Зашто односите нека ни бидат добри како треба? Што ние сме некој велат сила па да претиме на Русија или ќе имаме штета од Русија? Неаме. А од другава страна, дали луѓе воопште се свесни дека нема да влеземе ни во НАТО, ни во Европска Унија? Ќе останеме во еден сокак помеѓу двете велесили и така ќе не тапкат. Затоа што политиката ни е погрешна. Тоа е тоа. Треба да се свестат дека не можеме да влеземе ни во НАТО, ни во Европска Унија, додека постои грчка држава. Толку имам да кажам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Режија, вклучуваме само уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Ало? Да, вие сте на линија, повелете, намалете го тонот на телевизорот и зборувајте, ве слушаме. Добро, ало. Ова, каде е у питање Европска Унија и НАТО, значи тоа е многу еден добар чекор направил Македонија да не се дели од сите европски држави. Ова ја направил добар чекор, пошто некој испратил, мислим, само нашиот министер ова, затоа што сите држави, мислим, многу голем број држави ја истерале, мислим, дипломатскиот конзул од државите страни, затоа ми треба да се држиме кон силите што ни се најбитни, најпотребни за економија, за работа, за све. Пошто русите многу мал интерес ми имаме. Се исклучи гледачот, баш ми е жал, но таман да ги прочитаме и коментарите кои што беа испратени на интернет. Зафир ни пишува: Огнен, ги замолувам сите твои гледачи да не даваат суд за работи кои не ги знаат. Знаат ли тие со какви активности се бавел протераниот дипломат? Нашето МНР е неписмено па да прави таков неаргументиран гаф со протерување на дипломатот. Затоа нека не дискутираат само ради дискусија. Поздрав. Поздрав и до вас, Зафир. Ванчо пак ни пишува, вели: само момент, нонстоп вртам, но не можам да ве добијам, па се чудам овие што секој ден ги слушаме на кој начин ве добиваат. Тајмер е ставен, сите имаат по 2 минути, а веројатно не успевате да влезете во линијата. Звонете порано од емисијата и можеби и ќе добијате. Затоа е и ставен тајмерот, токму за да добиваат можностите, а да не биде окупирана емисијата од луѓе кои што постојано се јавуваат. Било која тема да се постави, па макар и некоја бизарна, тие ќе се јава со своето експертско мислење. Не можам да сватам, ајде ние гледачите некако, ма како ви Огнен можете ладнокрвно да ги слушате истите гласови секој ден и со истите тези како кај вас, така и во другите телевизии. Среќа што не ги следам другите телевизии. Добро, и општо телевизија скоро и да не гледам. Сашо С зборува за денешната тема, има напишано, само момент. Точно Русија нема помогнато, ама може многу да ни одмогне. Не знам дали не е подобро некои работи дипломатски да се балансираат. Сетете се дека Груевски стана омразен на Америка заради рускиот газ, ама од друга страна да си против Русија е уште полошо, завршува Сашо С. Тоа е последниот коментар во текот на денешната тема, каде што разговаравме токму за пресконференцијата која што ја направи рускиот амбасадор во Република Македонија Шчербак. Тука се поздравувам со вас, ви посакувам убаво попладне, во продолжение следува дневникот во 17 часот со деталите заедно изнесени од колешката Анета Додевска и информативната редакција. Пријатно.